Разрешување на првите луѓе на енергетските и топлинските компании како и дел од владините економски министри кои ја вовлекле Македонија во енергетска криза, бараат од Стопанската комора за енергетика. Ваквите реакции следуваат откако, како што велат, надлежните лошо и неправилно ја менаџирале земјава околу продлабочувањето на кризната состојба. Додаваа дека соседните земји биле повеќе стабилизирани околу набавката и производството на струја со топлинска енергија. Ѓорѓи Манасков рече дека оваа криза најмногу се чувствува во Македонија, зашто според него виновна била актуелната власт. Ги бараме најбитните точки, тоа е разрешувањето на неодговорните лица од Министерството за економија, Регулаторна комисија за енергетика, ЕСМ и нивното заминување со цел да се постават нови лица, состојбата со данокот, да им се помогне во овие 3 месеци на граѓаните и компаниите да се намали доколку има можност. Значи тука треба да се разговара околу точките како да се намали, што да се намали, како да се подобри енергетската структура. Делостопанствениците побараа и да не се зголемува цената на струјата, односно да не се чепка намалениот ДДВ за струјата кој е веќе намален на 5%. Бараат и за 50% да се обештетат компаниите кои претрпеле загуби и кои се соочуваат со последици поради поскапата индустријска струја. Ако не се реализираат овие барања, од комората најавуваат протести. Од следната недела додека барањата веднаш не се спроведат, ќе бидат масовни, се помасовни, постојано се до нивното потполно реализирање. Тоа е одлука од компаниите. Енергетските експерти побараа и да биде јавно објавен договорот, односно документацијата за јавноста да види колку пари ќе не чини кризата со топлинска енергија со преземањето на БЕК и Скопје Север кон државната ЕСМ. Инаку официјалниот документ со барањата од Комората за енергетика ќе го достава до владата веќе наредната недела.